Наместо политички реваншизам потребно е политичко помирување. Државата никогаш не имала толку непријатели, а виновник за ваквата безбедносна состојба во земјата е управата за безбедност и контраразузнавање. Ова се само дел од пораките кои председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ги упати од собраниската говорница на 28-та седница од неговото годишно обраќање пред пратениците и јавноста. Ги осуди сите оние кои што ги предизвикале крвавите настани од 27 април, но исто така како што рече и жали што видел пратеници со лисици без стимнат имунитет и обвинети за тероризам. Неопходно е да биде утврдена одговорноста и за оние кои го предизвикале насилството во собранието на 27 април. Кој постапил спротивно на уставот и законот, треба соодветно да одговара. За жал, видовме пратеници со лисици без стимнат имунитет и граѓани од заедничка Македонија обвинети за тероризам. Не можам, а да не ги подржам оние кои повеќе од 2 месеци на мирен и достоинствен начин искажаа грижа за државните интереси на Република Македонија. Иванов во своето обраќање се осврна и на потребата од добрососедските односи, посочувајќи на договорот за добрососедство со Бугарија да го почитуваат и двете страни, а проблемот со името е единствено да се бара во рамките на Обединетите нации. Законот за употреба на јазиците вели е противуставен и ја доведува во прашање унитарноста на државата. Со овој закон, заради краткорочни политички поени, се доведуваат во прашање трајните интереси на Република Македонија и македонскиот народ. Нема прецизна терминологија околу тоа што е официјален јазик, службен јазик и јазик во службена употреба. Ваквата непрецизност неминовно ќе се одрази на имплементацијата. Законот е репресивен. Од владата пак велат дека председателот Иванов требаше прв да го препознае очекувањето на граѓаните, политичките елити и лидерите да се издигнат над партиските бои и да исчекорат од политичката доктрина на делби. Говорот на председателот Иванов предизвика реакции кај партиите во законодавниот дом исто така. Пратениците од СДСМ говорот на председателот го оценија како недржавни. Господинот Ѓорѓе Иванов ја испушти приликата да се надмине себе си и партиската реторика на поделби и конфликти и да покаже дека е на нивото на својата одговорност председател на Република Македонија. Од ДОИ пак велат дека говорот не само што не е државнички, туку наместо да повикува на сплотување, повикува на раздор, особено во делот на законот за употреба на јазиците. Тој закон се заокружува Охридскиот рамковен договор. Господинот Иванов треба да даде придонес за општествена кохезија, за добро меѓуетнички односи, но и добро соседски односи. И всушност, господинот Иванов треба да се извини за тие коментари. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски пак го оцени говорот на шефот на државата како државнички и ги поздрави поентите кои тој ги изнесе. Обраќањето на председателот пред пратениците е редовен процес пред истекот на старата и почетокот на новата година. На неговото обраќање присуствуваа пратеници од власта и опозицијата, представници од црквата, но и дипломатскиот кор во земјата. Иванов му се заблагодари на председателот на собранието Талат Џафери, кој ја свика оваа седница.